Негативна и очекувана оценка за антикорупцијска од Европската комисија. Вака поранешната председателка на комисијата Билјана Ивановска го коментира извештајот од Брисел во делот на работата на актуелниот состав на антикорупционерите. Иако во извештајот се наведува и слаба оценка за следењето на изборната кампања поради ограничени ресурси и неподобрена законска рамка, сепак Ивановска вели дека и претходниот состав работел во исти услови, па имал подобри резултати. Наводите во извештајот се очекувани, имајќи ја во предвид активноста на комисијата, што ја видовме во изминатата година. Точно е, за жал е нотиран намален кредибилитет на институцијата по сите случувања што се однесува на председателката, вклучувајќи и нејзината оставка. Евидентирана е намалената комуникација со јавноста, што од друга страна ја зголемува загриженоста заради намалена транспарентност. Евидентирано е намалена активност во откривање и известување за корупцијски случаи, па дури и евидентирана е неодлучност, односно колебливост на комисијата да работи по предмети кои што во себе имаат политички сензибилни елементи. Канал 5 побара коментар од антикорупцијска околу забелешките во извештајот, но таму досега не добивме одговор. За Европската комисија, обвинението против поранешната председателка на комисијата Татјана Димитровска е главна причина што кредибилитетот на институцијата е доведен во прашање, но и препорачува дека комисијата треба проактивно да дава насоки за политиката за спречување на корупцијата, да открива и пријавува наводни случаи на корупција и да ја зголемува својата ефикасност во проверката на анкетните листови за и надзорот врз финансирањето на изборните кампањи. По оставката на Димитровска, која сега е обвинета во случајот адитив, пред изборите во собранието почна постапка за избор на нејзин наследник, која се очекува да продолжи наскоро, а за позицијата пријавени се 13 кандидати.